Еве со Дана или конкретно таа те поздравува заради тоа што и во минатото сме зборувале заедно за тај чи чуан и сметавме дека е добро да во ова линковско вклучување и во овие убави летни денови малку се потсетиме на оваа вештина и она кое што го спомена ти, ја само ќе се надоврзам во смисла на ова темпо кое што го имаме, динамично темпо, секојдневен стрес, нешто што е неизбежно во денешниот начин на живот, но секој од нас си наоѓа некаков начин или како велиме народски кажано издувен вентил да може да се релаксираме, но и истовремено да бидеме физички активни. Придобивките се многубројни, ако зборуваме психофизички придобивки, а кога станува збор за вакви вештини, веќе добро знаеме дека тука навистина придобивките се чувствуваат, особено за оние кои што го практикуваат тоа. За тај чи чуан, за тренинзите кои што се одвиваат, како и за сите членови во клубот и оние кои што можеби сакаат да бидат или потенцијални членови, малку повеќе во продолжение со мајстор, учител, мајстор Сифу, Дана Силјан. Дана, добро утро и добро ни дојде на еве ваков начин, линковски, на лице место во утринска нателна. Добро ве најдов и секогаш ми е многу пријатно кога ќе ме поканите, бидејќи сме сите добри пријатели. Поздрав и до Марко и до цела екипа. Мила, ние штете вака можеме од време на време да позборуваме за овие вештини кои што делат многу заеднички работи или конкретно кога зборуваме за тај чи чуан, ако малку се информираме или барем оние кои го практикуваат подолго време, ќе посведочат дека навистина станува збор за една вештина која не учи како на посмирен начин да го поминуваме можеби секој дел од животот или секој ден од животот во смисла на различни предизвици, а сето тоа да биде со фокус, концентрација, смиреност, внатрешното дишање кое треба да не биде регулирано, а сето тоа влие на нашето здравје или на нашето постоење па и функционирање. Веројатно не се овие повеќе од 15 на години практикување тај чи чуан и учење многу луѓе, тоа можеме да го потврдиме. Да, всушност јас практикувам околу 25 години, а клубот постои 15 на години, а 10 на години постои Македонската вушо федерација. Инаку и тај чи чуанот и чигонгот како една сродна вештина се едни од најблагородните кинески воопшто источни боречки вештини, затоа што нудат многу голем бенефит во однос на психофизичкото здравје. Она што можам да го кажам од оваа долгогодишна пракса и собствена и со нашите практиканти од клубот Фейлонг, можам да заклучам дека сите ние на некој начин во текот на секојдневието сме надвор од сопственото тело и цело време ни е активен умот, меѓутоа умот не се поврзува со телото додека ги правиме секојдневните активности, него барем не свесно. Сега, тај чи чуанот е вештина со која што се развива таа телесна самосвесност и ние на некој начин на часот не можеме да избегаме од себе. И мислам дека тоа е една од првите и главни придобивки и за прв пат се соочуваме со нашиот телесен јазик на едно посложено ниво и гледаме дека треба да се концентрираме на едни движења кои што имаат една сложена координација, стално кажеме на комплексна телесна математика и самиот фокус на движењата не ни дозволува да помислиме на ниту еден друг проблем. И на некој начин тоа е една оддишка од секојдневните грижи, а всушност е враќање кон себе, кон своето тело, бидејќи телото ни е храм кој што не носи до крајот на животот и ги носи сите наши проблеми и телесните симптоми се првиот аларм кога нешто ни се случува со организмот. Затоа е многу важно добро да го познаваме телесниот јазик, бидејќи тоа е најискрената комуникација која што имаме со самите себе. Така е. Доста добро доловено или пренесено она кое што да речеме во кратки црти можеме да го опишеме како ефектот тај чи чуан, но исто така би било интересно да го споделиме и она кое веројатно го
кажуваат оние кои веќе го практикуваат тајчичуанот, првенствено тргнувајќи од самата причина да го практикуваат, односно нели да ја учат оваа вештина. Некои верувам доаѓаат од љубопитност или информирајќи се за ваквите вештини, а други пак токму поради тоа кое што можат да го променат или да го добијат кај себе. Какви се различните искуства и што е она кое го кажуваат членовите на клубот и оние кои тренираат тајчичуан? Некои доаѓаат навистина информирани и имаат одредени очекувања од тренингот кои што најчесто им се исполнуваат. Додека во последно време повеќето нови членови кои што се јавуваат за упис во клубот се оние кои што ги следат оние вирални видеа за тајчичуанот кои што се неизбежни кога ќе се вклучиме на социјалните мрежи и се љубопитни. Меѓутоа, одговорот кој што јас го давам на сите заинтересирани за тајчичуанот и за чигонгот е тоа дека тоа што се гледа и праксата воопшто не е исто. На почеток вежбањето е тешко, бидејќи бара голем фокус и концентрација и навистина е тренинг на нерви, бидејќи треба да се соочиме со таа тешка координација, која што кога движењата се изведуваат бавно, едноставно го лаже окото дека тоа е лесно, меѓутоа тоа е голем напор за мускулатурата и тоа се првите неколку часови, мислам дека тоа е главниот проблем. Мислам дека може би 1 месец е адаптацијата, времето потребно за адаптација на самата вештина и некој за да може да процени дали му одговара или не. Не е секој за оваа вештина, тоа е факт. Некои луѓе мислеле за мене тоа споро, јас имам темперамент, меѓутоа кога ќе видат се пронашле, бидејќи на некој начин го балансираат тој дел кој што им недостига, побавниот, а додека некои пак мислеле дека ќе се снајдат, па свателе дека не им одговара и тоа е легитимно, нормално. Апсолутно да. Меѓутоа, она што се гарантира во првите часови што може да се почувствува, тоа дека не може да се мисли на ништо друго, буквално мозокот е оптеретен со самите движења и дишења и часот поминува многу брзо и тоа е многу интересно дека се изведуваат бавни движења, а времето лета како да поминале 15 минути. И чувството после тренинг е незаменливо, бидејќи се работи на приземјувањето, нели, кое што е главно во самата вештина и кое што е основен регулатор на двете контрастни енергии, нели, јин и јанг, познатиот знак што сите претпоставам символ го знаат луѓето, да. И ние всушност треба да регулираме таа јанг енергија која што не води низ текот на денот. Тоа е целата онаа еуфорија с која што мораме да ги завршиме сите обврски. И таа енергија мора да се спушти, да се изрегулира и тоа неминовно се случува со вежбите, бидејќи самите ставови во вештината го нудат ова приземјување и затоа мислам дека одлучувачки за вежбањето тајчи и чигонг е чувството после час. Значи, мислите дека ништо не ви треба, дека сте доволни сами на себе, амбицијата е, да речеме, избалансирана, едноставно мислиме дека се што имаме е доволно, тоа е еден вид на спокојна среќа која што мислам дека на сите ни недостига. Така е. И веќе сме при крајот, иако јас имав навистина уште некој интересно прашање, само да кажеме на кратко, многу каде се одвиваат и како се одвиваат тренинзите и за оние кои што можеби сакаат да пробаат. Да, матично ние клубот е сместен во салата и стадион на армијата на Република Македонија во градски парк. Тренинзите се одвиваат во вторник и четврток од 19 часот и недела од 12 часот. Еден тренинг трае 90 минути. Почнати се септемвриските уписи. Апелирам сите заинтересирани да се јават порано за да си обезбедат место. И тоа е тоа.
Да. Ете, ако сакаме да се приземиме, ако сакаме едноставно да направиме еден баланс со умот и телото и се разбира да уживаме во денот, а при тоа да бидеме присутни во сегашниот момент, може би една од овие вештини за кои што зборувавме или конкретно тај чи чуан ќе биде нешто во кое што ќе се пронајдеме. Еве тоа беше ова линковско вклучување во кое што се посветивме на оваа вештина и верувам ги заинтересиравме нашите гледачи. Марко? Да, ти благодарам уште еднаш за тебе, Ивана, и до данас за убавото спроведено искуство и денес вака низ наша фреквенција на Телма телевизија да дадеме уште еден убав миг или алатка со која што може дефинитивно да направиме можеби една промена, животна пред се, желба да се унапреди психофизичкото здравје, нека биде, зошто да не може би изборот ваш тај чи чуан уште веднаш или конкретно чигон кој што забележува убава експанзија во нашата земјица. Баш се присетив на некои убави снимки сега од градскиот парк, каде што е честа локација, каде што може да ги видите Дана, Елена и целата екипа како дел од клубот, кај што ги изведуваат овие фантастични техники на тај чи чуан.